Се разобличија спиновите преку кои владата сакаше да ги убеди граѓаните дека промената на името ќе донесе не само датум за преговори на нашата држава, туку и подобар живот и благосостојба. Вакво излагањето од денешниот прес на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Иако реформите се главен адут на вокабуларот на пропагандната влада, сепак Европската унија недвосмислено посочи дека истите не постојат. Реформите беа предвидени во планот 369, меѓутоа тој се исполни само со 60%. Дополнително јавноста беше замајувана со план 18, меѓутоа и тој не даде мерливи резултати. За на крај, Европската унија да ја посочи на владата дека нема напредок и за тоа ќе треба интензивно да работи уште една година. Дека навистина не постојат реформи во судството, говорат и притворите на пратеници, активисти и функционери. Дека навистина не се реформира јавната администрација, говори непотизмот, партиските и семејни вработувања во овој сектор. А за реформите во медиумите и слободата на говорот, реформите во земјоделието, здравството, образованието и така натаму, Советот на Европската унија дава посебни забелешки и ја повикува владата конечно да почне да постигнува ефективни резултати. Очигледно е дека доживуваме порази не само во надворешната, туку и во внатрешната политика, нагласуваат од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Кога СДС велеше дека има план за живот во Македонија, очигледно е дека планот бил како да се распродаде името, идентитетот, националната припадност и македонското во нас. Реформите постојат само на хартија и од нив не гледаме мерливи резултати. Премиерот Заев и министерот Димитров се буквално соголени пред нацијата и станува јасно дека нивните ветувања за влез во ЕУ се само покритие за немањето капацитет да се подобрат условите за живот на граѓаните. Со излагање пред камерите на медиумите и од Општинската организација на СДСМ Штип. Од таму нагласуваат дека Европската унија го препозна, го поздрави и го награди напредокот во изминатата година. Европската унија одлучи Македонија да започне преговори за полноправно членство во 2019 година. За само една година Македонија успеа да направи квантен скок. Од заробена држава заедно успеавме да се вратиме на вистинскиот пат, на евроатланскиот пат на иднината. Спроведовме акција за обнова на демократските вредности, за владење на правото и правдата, за независност на институциите, за подобрување на безбедноста и сигурноста на граѓаните и нивната економска стабилност. Ова е голем успех за Македонија, постигнат со силна желба за подобра сегашност и иднина на нашите граѓани. Македонија е препознаена како земја на позитивни промени, на динамичен процес на реформи и општествен диалог. Држава која со силна, добронамерна политичка волја ги решава споровите со соседните земји и земја на граѓани кои имаат јасно изразена визија за европската иднина. Се посветивме на транспарентноста, одговорноста и отчетноста. Се вложивме за обновата на односите со нашите пријатели во меѓународната заедница, во оживување на добри односи со соседите, ширејки пријателства, но и стабилност. Нашиот заеднички успех е препознаен, признат и соодветно вреднуван. Тоа е резултат на спроведувањето на реформите и политичката волја за продолжување по тој пат. Од Општинската организација на СДСМ Штип веруваат дека ова е голем успех за Македонија, постигнат со силна желба за подобра сегашност и иднина на сите наши граѓани. Македонија е препознаена како земја на позитивни промени, на динамичен процес на реформи и општествен диалог. Држава која е силна, добронамерна, политички има волја и ги решава споровите со соседните земји на граѓаните, кои имаат јасно изразена визија за европска иднина. Правдата во Македонија треба да расчисти со наследството на 11-годишното криминално владење на ВМРО ДПМН, како и со функцијата на Ѓорги Иванов, човекот кој што се обиде да ги амнестира и се уште ја кочи иднината на земјата. На ВМРО-вските функционери кои што потрошија 11 години од животите на граѓаните и ја држеа Македонија во место за лично криминално богатење, треба да им е јасно дека Македонија тргна напред и враќање назад нема. Патот на реформи и процесот на градење на Македонија како држава по европски правила е неповратен процес. Почитувани граѓани,
После деценијски порази, еве сме пред голема победа. Време е за нашата иднина. Време е за сите граѓани силно и слободно да кажат да за Европска Македонија, силно и одлучно да за македонската, за нашата заедничка иднина.